Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. И денеска сме овде само заради вас, за да ви направиме и денеска убаво попладневно шоу во кое што вие ќе се чувствувате и позитивно, и релаксирано, и се разбира ќе научите уште еден нов рецепт. Кога говориме за помладата и повозрасната генерација, верувајте ми дека се учи и од двете генерации. Се учи и од повозрасните, но се учи и од помладите генерации на луѓе кои што навистина кулинарството си го имаат и како занает, и како хоби, и како љубов. И затоа јас сакам да учам и од помладите и од повозрасните и навистина е убаво да се има во, како се вели, во домашната тетрадка повеќе рецепти. И па еве нека биде и овој ваш денешен рецепт, ние што ќе го подготвиме денеска. Каков ќе биде, ќе ви кажеме на крај, дали струшки, дали охридски или типично македонски, ќе си почекаме за кога ќе ни каже нашиот гостин. А сега да ги поздравиме нашите пријатели ширум светот, секогаш ги поздравувам затоа што од далечина не следат сите оние кои што може да не гледаат преку нивните ТВ приемници, а многумина не следат и преку YouTube каналот на Канал 5 телевизија со Гответе со Дракче и навистина моите бакнежи одат до сите вас затоа што сте упорни и сакате да ја гледате или следите оваа емисија. Се разбира, моите бакнежи одат и за нашите пријатели во Македонија, пријатели на оваа емисија и на нашата телевизија. Од се срце ве поздравувам и ви посакувам добро здрави. Да си ги поздравиме нашите пријатели на емисијата. А наши пријатели се Пека Беско. Пека Беско, познати по добриот вкус на производи, со мешан вкус. Сите вие кои што сакате да си пазарите или да си купите Пека Беско производи, не двоумете се затоа што нема да погрешите. Еве, поздрав до нашите пријатели од Пека Беско и им посакуваме успешна работа. Сега време е да ви кажам, ќе правиме бакардан. Бакардан, но на каков начин? Ќе ни каже нашиот гостин. Си повикав гостин кој што навистина убаво пее. Кога ќе запее по значително онаа староградска охридска песна "Мелем за рана е". И знае да си засвири на виолина, па и на други инструменти, но во текот на нашето другарување јас ќе го подпрашувам, а тој ќе ни одговара. Наш гостин, мој и ваш, е Игор Бежановски. Добре ми дојде, Игор. Добар ден. Многу се радувам што денеска јас и ти ќе бидеме заедно. Исто така и мене баш ми е драго и пред се би сакал да ти се заблагодарам за поканата и со задоволство и со кеф ја прифатив оваа покана, морам да признам. Ми е мило, бидејќи емисијата наша, Гответе со Дракче, влезе во домовите така природно, ненаметно, но убаво. Така е. Можам да ти потврдам дека сите генерации ја следат оваа емисија. Така си позитивна, така и ги едуцираш и ги забавуваш луѓето воедно и сите ја следиме. Ја следат и моите, повозрастните, помладите и така. Задоволството е мое. Кога ќе се слушнат такви убави зборови, задоволството е мое. Повели од оваа страна, најави дека ќе правиме бакардан. Струшки или е, охридски или каков ќе го наречеме овој бакардан? Јас ќе си го наречам според моите корени и според мојата традиција. Јас морам да напоменам дека корените наши на мојата фамилија потекнуваат од Струшко село Модрич, кој е сигурно доста познато. Така. Кај нас така го практикуваме и сега ќе си го наречам таков од нашиот крај, од Модрич, да, иначе знам дека секаде, на секаков начин со некои специфични работи се приготвува. Затоа што повозрастните го прават и со сирење, некои го прават и со чварки, бидејќи се уште нели сме во зимата. Многумина го прават и со сувомеснатите производи, со сланина, пражена и сето тоа. Секој според своите вкусови, но ние денес ќе направиме според твојот. Така. Ете така. Според мојот, али сепак морам да напоменам дека ти ме убеди дека можам да готвам и да правам. Точно знам, не сум специјалист, али се трудам, се борам.
Игорче, ова емисија е забавна. Значи, овде можеме и да грешиме. Треба и да ни се прости, затоа што ние не сме професионални готвачи. Значи, јас сум водител, поканувам лица од естрадата, од целата македонска сфера на јавни личности и едноставно сакаме да прикажеме како се ние однесуваме дома. А не во кујна, ова не е кујна за војска. Морам да ја кажам на јавноста, Дракче вика, Игор, ќе дојдеш во емисија, ќе готвиме. Јас викам, што ќе готвам? И одма ми даде конкретен одговор, вика, ти што сакаш готви, јас ќе ти помогнам и ќе биде убаво. И веднаш дојде лесното, нели? Рече дека треба да ја зовриме водата, бидејќи јас процедурата ја знам, но сакам и ти, нели? Точно, да. Ова е рецепт на твојата баба. Така ми кажа. Така Ќе ја поставиме водата да ни се топли, бидејќи треба да заоврие. Така да. И додека водата во тенџерето ни врие, јас ке стоплам и вода за чај, јас и ти ке пиеме чај, јас малку сум со носот затната во ова време. Супер, ми годиме, и раклија ке ни сум на биде чајчето добро, планинско, убаво, за нас супер. Па, за почетокот, јас барам од колегите да ни пуштат песна со лесно да ни појде емисијата и субаво ти ќе ни пееш, и јас ќе си внимавам и на чајот и на водата. Сепак оно што не спојува е музиката, не? Така е. Одиме со песна. Овде. Srce moje, znaš li kolku silno jas ja ljubam. Od prvi od pogreb do posleden zdip, ne bi sakal nikogaš, ne bi sakal nikogaš, da ja izgubam. Dajte pesna, dajte svira gajdi, dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje. Dajte pesna, dajte ajde, ono neka svira gajdi, dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje. Вечна љубов, денес ја се колнам, гради среќа љубов чиста. Песна од срце, денес јас ви пеам, нашата љубов Боже, нашата љубов Боже, да ја опеам. Дajte pesna, dajte ajde, ono neka svira gajdi, dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje. Dajte pesna, dajte ajde, ono neka svira gajdi, dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje. Dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje. Dajte pesna, dajte ajde, ono neka svira gajdi, dajte vino nek se le, za ljubovta večna daje.
дајте музика, дајте оро, љубовта дајте вечна, песна, дајте Гледам оро. ти не достигаше виолинчето. Па, морам да признам дека да, тоа ми е професионална Да, деформација. нели. Кога се пее, водата веќе ни врие, повели. Супер, Сега тебе ти го додавам брашното. Што ме така? Како си велиш ти да му фрлиме во водата? Ајде да му или фрлиме. литературно да му ставиме. Да, така. Ајде. Додека врие, водата треба постепено да му Постепено се додава. Добро, има техника. Па има некоја техника, точно, да. Рече, ќе направиме пола доза, не цело нема пакување, цела. туку пола, 250 грама, и водата ни е готова за нашиот чај. Обично, луѓето кои што доаѓаат предвремено го пробаат дома да го направат рецептот, ама ти немаше време, дојде порано во Скопје. Јас во Скопје сум пред 2-3 денови, така Ете нешто. така, супер. И не го пробував пред да дојдам, искрено. Гледам ти оди добро. Баш колегата може да го улови тенџерчето, како тие зрнца ти се прават преубави како кнедлички внатре. Што најмногу сакаш ти од македонската храна? Има ли некој посебен рецепт што ти прави мерак? Искрено, многу не сум пребирлив, али сакам традиционални јадења. Сакам ајвар, сакам црвена ме пиперка погоди. сува. Ме погоди, и јас сум тука. Сакам сува црвена Така. пиперка исто. Мислам комбинација со дали со сирење, дали со некаков вид месо или сакам традиционална храна. Одлично, браво. Тоа ме радува. Нели кога си ја негуваме и традиционалната храна, па всушност и на ово поднебие сме кога треба да си ја сакаме нашата храна. Воздухот, се што не обкружува, кожата да диша според правилата на природата. Нели е така? Така е, така. Ајде сега ќе направиме муавет за музиката. Твојата љубов музиката. Кој ти ја внесе во срцето, дарба е од Бога или семејна традиција? Јас знам, но сакам да им пренесеш ти лично на гледачите. Дали е така. дарба, дали е семејна традиција, то морам да признам дека се воедно оди. Така. Мора да има и дарбата, мора да има и традицијата, мора и некој кој да ве наведе, кој да ве И потоа оди упати школото, па на правиот учењето, пат. Да, точно така. вежбањето подолго време. Точно, многу сакам, многу труд, многу работа, нормално, многу посвета. Така. Фамилиарно, да, иначе и мојата фамилија Да си ја поздравиме, сите се занимаваме музичари. со музика, Така. освен што сега, да речем, мојот брат се занимава моментално професионално, тој е еден од најдобрите, ако не и најдобар и најпрофесионален дувач во Македонија, најбаран можем да Поздрави кажам. си го, Митко, бато, поздрав до тебе. Митко, и Тањето Ќе ти да направам и поздравиме. дома вакво кој ќе дојдеш брат, да знаеш. И Тањето да ја поздравиме, и Поздрав и за малата Тања, Ана. да, Ана обавезно. Ете така. И мојот внук Стефан секако. Стефан да го поздравиме. Супер, Би сакал да кажам дека Дали да намалам, сакаш? може да се намали малку. Добро. Би сакал да кажам дека на попатот на музиката не упати, односно не ни го кажа, ни го така. Трасираше патот, Трасираше патот, така? да, нашиот татко. Одлично, така. Исто и тој беше талентиран за музика, свиреше кларинет, исто како брат ми. Значи семејната лоза во однос на музиката продолжува и во иднина. Малку тоа за Што сакаше, мешањето. лажичката за мешање, повели, остави го тука ако ти пречи. Може вака. Пардон. Уште малку. Еве ти тока. Тука можеш при рака. Рече дека ќе си додаваш ако всушност видиш дека ти е потребно. Да, само за Ете така. добро мешање. Бидејќи треба да се меша додека не се добие густа Она смес. убава густа смеса која што сите сме ја навикнале за бакардан. Ете така. Одлично. Одлично ти оди. Да ти кажам право, не само виолинат и музикат. Кога влезе, викаш вака, леле, па јас дракче да знаев дека е овде толку убаво. Ки Да. си дојдав со мојата екипа, Точно, со да. тимот, со Анс... Следниот пат, ето,
ќе ги земам и бендот овде обавезно. Не знам дека имате толку убаво и толку широко студио. Преубаво студиото, преубава атмосферата и како ти кажав, ќе ни дојдеш со охридски песни. Да, сакам вака обавезно. убави да ни пеете. Кога ги викам на вакви гостувања или на вакви патувања, обично викаат дај да не правиме гужва таму или да не правиме... Нека одат двајца. Оди ти, викат, па зборувај, па нема проблем. Секако, на мене е поголемиот терет, али ако нема проблем. Ако некој мора да го води орото, нели? За да играат сите, треба некој да биде ороводецот. Јас сум се нафатил на таа работа. Супер ти оди и менеджирањето со тимот. Добро е, фала на Бога. Па, мислам дека уште малку. Уште малку. Сакаш да го вклучиме веќе ова што сакаше путерот со малку црвен пипер? Да, може и тоа. Добро. Доволно е брашно. Ако сакаш додади уште едно лажиче, можеш. Како може што да ја биде гледам малку погуст. густината, да. Заради густината. Добро. Како ти асистирам? Гледам со едното око. Јас кажав дека без тебе не можам да ја завршам оваа работа. Ајде, заедно сме посилни сите. Ти ме охрабри. Јас на сите им давам ветер во грб. Многу пати ќе кажат, Драгче, па не знам рецепт, па ајде сега ќе се снајдеме, па ќе најдеме нешто, па ќе се научиме. И така, се ни тече како што треба и мене многу ме радува. Пред се, онаа позитивна енергија и љубов со која што вие и од далечина доаѓате за да бидете гости на нашата емисија. Верувај дека тоа ем ни помага, ем не бодри. Јас и со мојата екипа, со бендот, кога одиме на каков и да било настап, колку и да е далеку, колку и да е потешко, јас им викам само, баш ти кој што викаш, немојте само немој некој само да шири негативност. Бидете позитивни, енергија, само така, бидете ветар во грб и другите работи, викам, се што треба, ако треба, јас сам ќе ги правам, така. Само да виде. Јас сега ќе ја исклучам веќе кај тебе ринглата, затоа што готови сме. Гледам дека оди добро. За да те повлечам, јас овде ќе го средам тоа. За да пееш, повторно имаме песна, ајде чекаме песна. За оваа песна која што ја отпев, би сакал кажи ми, да ви кажам, да кажам на публиката, на јавноста дека да, текстот е на Билјана Мартиновска. Ево јавно да и се заблагодарам на неа. Последните 3 авторски песни, односно текстовите на тие последни 3 авторски песни ми ги пишува таа. Добро. Можем да кажем дека прекрасно ни оди соработката и така се разбираме. Па веќе кога ќе ти го дознае стилот, полесно ќе оди. Да, иначе автор на музиката на оваа песна сум јас. Се чувствува тие ноти внатре. Да, ги има. Одлично. Блискоста со публиката не тера едноставно да направиме нешто што подобро и поблиско до неа. Што ја подкрива публиката. Точно тоа така треба нели да се осети што ја подкрива публиката за да биде весела. Точно така, а аранжманот ми го правеше Златко Миладиновски, поздрав и за него. Поздрав. Исто така и снимавме во неговото студио. Му благодарам за неисцрпната поддршка и подкрепа и за сите совети, да му се заблагодарам и сега и предходно. И тој исто е млада личност која што има големо познавање на музиката и затоа од се срце го поздравуваме и на многу и млади таленти им е подкрепа. Морам да признам дека и со него многу добро ми оди соработката, многу добро се разбираме, како и на човечки, другарски начин, така и на професионален. Едноставно можам да ви кажам дека се читам исто како со Билјана, текстописецот исто. Така во такви лесни зборови се разбираме што мислам дека некогаш дури не треба да говориме, а веќе сме се разбрале што сакаме да направиме. Тоа е, да речам, резултат на едно долгогодишно пред се другарување и професионално работење. Одлично. Па можеш да го исклучиш. И ова е исклучено, и едното и другото, и пиперот веќе Иначе да кажам, што поќе се мешат, то поќе стануваат погусто. Погусто. Јас ќе бидам тука. Оди си од оваа страна веќе. Што немаме грудчиња, мислам дека сме постигнале целта. Одлично изгледа. Супер. Браво. Ајде, бараме песна, ти слободно песи. Јас овде ќе го средам ова за потоа да го направиме како што ни треба.
спокој, моја тајна, моја утеха си ти. Моја сонца, моја полка, моја насмевка си. Не знам која си, не знам знаеш ли колку само боли срцето кога разумот го моли, тој да му дозволи да не молчи, да прозбори. Ти не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли да не молчи, да прозбори. Ти не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли, толку потребна си ми. Бегам од себе заради тебе, парче од душава се кине. Види моја, само моја, остани покрај мене. Не знам која си, не знам знаеш ли колку само боли срцето кога разумот го моли, тој да му дозволи да не молчи, да прозбори. Ти не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли да не молчи, да прозбори. Ти не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли, толку потребна си ми. Не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли да не молчи, да прозбори. Ти не знам која си, не знам каде си, не знам знаеш ли колку само боли срцето, разумот го моли, толку потребна си ми. Браво! И за оваа песна ти честитам и многу убаво во еден така модерен стил е направена песната, а каволот толку убаво звучи. Точно, да. Многу интересно, нели, во модерната музика внесен каволот. Точно, да. Тоа е баш целта. Целта на оваа тема, би сакал уште еднаш да кажам дека и на оваа тема сум автор на музиката исто јас. Аранжманот ми го правеше Бобан Мојсовски, а текстот го напиша исто Билјана Мартиновска. Браво. Морам да ви кажам и вас и на публиката дека оваа песна дојде едноставно така во еден здив, во што викаме, ние некојаш кога работиме, кога правиме музика, викаме дојде во 5 минути. Точно и таква е целта, да докажеме и на надворешната публика и на сите соседи надвор кои што разбираат музика дека ние во Македонија можеме, имаме
и знаеме да направиме и нешто за напред и за помодерно. Сполај му на Бога. Фала му на Бога, прво. Така. Се е добро, еве ти од чајчето, навистина ме радува што ги негуваш, како да кажам, повеќе стилови на музика. Точно. Навистина е тоа убаво за тебе како млад човек кој што се уште ќе се докажува во својот живот да чекаме уште поголеми хитови. Кажи ми... Ние секогаш се бориме за напред, за подобро и поубаво, точно е така секогаш. Така. Сакаш ова да го сипеме, па врз него вака шара да направиме? Да, точно. Со преливот? Ова путерче, рековме, Да. го топиме во посебен сат и му ставаме црвена пипер. Додадено е се, сакав да... Да не биде луто. Не е луто. Ете така. Некој може по собствен вкус и лута. Ете така. Ајде, да не бидеме скржави, ќе додадеме поголема топка да биде. Може. Ете така. Симни ја доле за да не те Една измач. лажичка, ако имам... Ова може? Може. Ете. А сакаш така да му направиме, ајде, уште една шара. Добро. Да го јаде и окото. Ете, добро. Дај ми ја лажичката и таа. И ова ќе го повлечеме да си исечеш парче сирење. Сега сакаш да ти помогнам? Или сам ќе ги шариш? Па, ајде. Ајде, сам. повели. Повели. Ајде. Можеш и со лажичката. сега. Можеш и со Прво- лажичката. прво- А сакаш сиренцето. Добро. Сакав да ти биде топло. Одлично. Ќе се снајдеме. Ете, браво. Меко е сирењето, убаво што се изема поддршка со лажичката. Можеме уште едно. Така. Ете, уште едно додади. Имаме и јогурт во нашата чаша, Канал 5 телевизија. Се е спремно. Се е тука подготвено. Па. Ете така. Добро, до него. Ете така. Браво. Одлично. Ете, ќе ги повлечеме за да се Може, гледа. Подајме ги мене и едното и другото. Ете така, кој што сака, рековме, може и да си додаде, нели, во однос на рецептот. Како што кажавме, секој крај различна традиција, различни вкусови, некои и понови идеи, помодерни. Затоа кажав јас дека учиме и од помладите и од повозрасните. Во нашиот крај горе-долу вака се спремат. Ете, одлично. Браво. Може и... А ете, ќе се радуваат луѓето од Модрич. Поздрав, Ќе кажат, Модричани. А ете така, ќе кажат, Игор го направи нашиот традиционален рецепт, кој што... Ако ние- нешто кикснав, сгрешив, да не ми замеруват. Како велиме, машка рака. Да. Машка рака, убаво изгледа. Ова ете ќе го додадеме. Рецептот ни е убав, традиционален. Педантно ти тоа го направи, и тоа многу ме радува. Но јас, кога доаѓаат луѓето од тој дел, сакам една песна која што јас многу ја сакам, и сакам да ја запееш барем малку од неа, доколку можеш. Ој ти моме охриѓанче или ој ти момче охриѓанче, кој како си ја милува, така си ја пее. Сега во ова време ја знаеме како ој ти момче охриѓаче. така? Постарите колеги кажуваат дека таа односно била ој ти моме охриѓанче. Ој ти моме охриѓанче, таа седела си го чекала момчето. Точно, да. Ете така. Ако да и едното и другото. Може. Барем малку замерак од мој и за гледачите сигурно ја Може, сакаат. секако. Ете. Ој ти момче охриѓанче, што си толку замислено, крај езеро вез ден шеташ, кажи дали некој чекаш или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш или срце некој ти открадна, тешко да го заборавиш. Браво.
Браво, секоја чест. Благодарам. Јас сега ќе го побарам рецептот на денот, а потоа ќе пееме уште една песна и ќе се поздравиме. Што се ни требаше за денешниот рецепт? Бакардан со сирење. Едно пакување пченкарно брашно, 350 грама сирење, вода по потреба, масло, сол и други зачини по избор и прилог додадовме чаша јогурт. Еве неа со Канал 5 телевизија, нашата чаша јогурт. Можете и вие да се послушате, бидејќи направивме пола доза. Игор вака постапи, значи додаде 1 литро вода и литар и 200 грама, да зоврие, малку и додадовме солца, додека вриеше, потоа го додававме брашното, тој го додаваше лажичка по лажичка, околу 250 грама брашно. Така. Откако сето тоа вака убаво се згусна, ние додадовме мала коцка на путер, да не додаваме масло, тој беше изборот, и да се додаде едно лажиче црвен пипер во прав, за да ги направиме шарите и да добие вкус. И така прилог сирење додадовме. Сега барам песна од тебе, уште една имаме сигурно подготвено, за да отпее Игор уште една песна, а потоа да се поздравиме и да ни биде на сите убаво. Имаш 10 плюс за песнава, како ја пеев заедно со тебе. Ја знаеш. Ја знам, и ова е песна. од нашиот крај, ако се пее во цела Македонија. Во цела Македонија се пее обнародена убава песна, навистина убава. Тешко ли беше да се биде гостин? Не, баш ми беше супер, баш ми беше позитивно.
расположено, со убави луѓе, се било, секако било. Многу е лесно и се оди. Ти благодарам што ни беше гостин, ни го направи ова попладне на вистина убаво. Нашите пријатели од ПКБ-ско доделуваат подарок, ова е за тебе. Благодариме, да сте здрави и живи, фала ви, благодарам. Заедно со твојата екипа да си замезите и да муабетите како беше денеска, а како ќе биде во наредната емисија. Обавезно со бендот заедно. Ќе им го напоменам, да знаеш. Ете така. Ме радува уште еднаш. Драги мои, тука сме пред самиот крај на нашето другарување за денеска. Се надевам дека јас и Игор ви направивме убаво попладне, а вие тоа ќе ни го напишете преку коментари на нашите Facebook профили, се разбира, и ви праќаме ние бакнежи, како и да и целата позитивна енергија ја црпиме од вас, нашите обожуватели или нашите гледачи и луѓето кои што едноставно седат пред малите екрани и не гледаат секој ден. Ве сакам.